Концерт на отворено одржа македонскиот брас квинтет, чии членови се представија пред публиката во Кочани, во рамки на мини караванот концерти поддржани од Министерството за култура. Со репертоар од познатите хитови на музичките групи Битласи и Квин, кочанчани уживаа во аранжманот на музичарите, кои својата желба за музицирање во камерниот состав ја почнуваат со брас квинтет од 2014 година. Составот, поменувањето на членовите, ја добива формацијата: Александар Златевски труба, Драган Младиновски труба, Антонио Костевски хорна, Димче Белчовски тромбон и Александар Ниник туба. Членовите на составот се редовни членови во оркестрите на Македонската филхармонија и Македонската опера и балет, а како гости се појавуваат во националните оркестри на Косово, Албанија, Белгија, Црна Гора, Бугарија и други регионални оркестри. Денеска сме во состав квинтет, односно македонски брас квинтет. Ке се представиме со музика која што така малку да ги најавиме летните денови, да се ослободиме од овие посткорона рестрикции, така да кажам. Така да имаме спремно една, би рекол, многу лајт, лесна програма. Ќе се представиме со Квин, со едно 5 аранжмани од Квин и 3 аранжмани од Битлс. Така да мислам дека како што прилига на така малку поотворена атмосфера, отворен подиум, отворена сцена, и мислам дека ќе уживаат слушателите. Македонскиот брас квинтет постои ствари многу одамна, а како бренд би рекол, меѓутоа овој состав функционира од 2016 година, значи реобновен е, меѓутоа како име, како бренд постои многу одамна и идејата беше така, тоа што бил убава традиција да го продолжиме, а од 2016 па натака секоја година сме прилично активни низ цела држава, па и надвор. Има настапено неколку пати во САД во Њујорк, оваа година треба да одиме исто во Истанбул, во Софија, во сите културни центри кај што има македонски културни центри, имаме настапувано. Така да годинава имаме така да рекол мини караван од 5 концерти низ Македонија кои што ќе биде деновиве. Почнуваме со Кочани, така да Кочани не појдовна точка, а вечер одиме во Берово, утре сме во Куманово и во Штип, а во среда во Неготина. Истиот тој настан ќе биде повторен и во културниот центар во Истанбул во Турција во септември. Генерално, рече Белчовски, намален е интересот од страна на младите за изучување на сите инструменти. Меѓутоа, во однос на овие инструменти, сепак засега добро стојат со кадровски потенцијал, така што вршат презентација пред младите за промоција на овие инструменти и на тој начин се трудат да ги пренесат на идните генерации. Одржувањето на концертот се должи на одличната соработка на квинтетот со Центарот за култура во Кочани, каде што имаат гостувано и претходно. При одржувањето на концертот беа запазени сите мерки за заштита од COVID-19.